Еве назад во живо од Студио 1. Нели беа нападнати, како што вели директорот на Шутка, Јоко Котевски, прво вербално, па потоа и некој мал физички контакт помеѓу Јанакиевски и Ристовски заедно со притвореници, други според сознанијата на 1ТВ, нели тоа се притвореници од случајот Диво населје. Меѓутоа, најновиот развој на настаните вели дека Ѓоко Котевски е подготвен да поднесе оставка по барање на властите. Да, така е Чаловски, иако се уште не е официализирано тоа, меѓутоа е веќе известно дека директорот на истражниот затвор Скопје во понеделник чинам, така кажа во изјавата, ќе слушнеме нешто подоцна, ќе си даде оставка, бидејќи деновиве од вчера и завчера се случува нешто чудно во истражниот затвор, слободно можам да кажам чудно, зошто бидејќи доаѓаат контрадикторни информации и она што можеби ние новинарите ни е работа да го провериме во ред, меѓутоа контрадикторни се информациите кои што дојде од институциите. Првично, само за подсетување, за да дојдеме до она што се случува денеска. Првично, новинарите доби информација дека се случил инцидент, дека се повредени двајцата поранешни министри, дека сериозна е ситуацијата, дека поранешниот министер за транспорт и врски, се извинувам за транспорт и врски Милјана Кенски е во болница. Сето тоа требаше како информација да се провери и проверивме, да, тоа беше точно. Меѓутоа, од затворот после го потврдија сето тоа, но и кога мислевме да доистражуваме што се случило, кој ги нападнал, какви се повредите на господинот Јанакиевски, на крај се испостави дека официјално соопштение од градската болница 8 септември дека повреди не се констатирани. И сето тоа ја зачинува оваа приказна. Контрадикторноста доаѓа во оној момент кога лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, барем додека јас бев таму, во изјавата рече дека Миле Јанакиевски имал повреди, имал модрици и скршеници. А од друга страна од затворот велат дека, односно од болницата пред се велат дека немало такво нешто, а дека настанот ќе се расчистува со внатрешна истрага. Токму за тоа изборував Чаловски, затоа се случува нешто чудно, контрадикторни информации, очигледно е, колку и да сакаме да не признаеме дека политиката тука пак ги меша прстите. Така, исполитизиране случајот. Да, искрено што тука ми се наметнува како прашање и претходно коментиравме дека се утврдени пропусти во затворот, се утврдени, неспорно е тоа. Меѓутоа, дали може би еве сама спомена дека доаѓаат контрадикторни изјави. Може ли еве после извештајот ако го има викендов како што најави Котевски, ќе слушнеме како што спомена и во изјавата, да очекуваме конечно дека институциите ќе ги усогласат ставовите и тврдењата и дека истрагата би го покажала тоа што би го покажала, бидејќи вака некако се добива впечаток, тоа што стои на темата, дека реагираат луѓето дека има известни манипулации. Токму тоа јас не треба ниту една институција да се усогласува за ништо. Треба само да се констатираат фактите. Дали се случил инцидент, кој го направил, во колку часот, дали е направен пропуст. Сомнежите дека е направен пропуст, но и фактот дека директорот на затворот Скопје, во Шутка, ќе даде оставка, само ги потврдуваат сомнежите во јавноста дека некој пропуст има. Меѓутоа, сепак секогаш ја застапувам теза дека треба прво точно да истражиме, точно да се информираме за да може точно на јавноста. Сега би можеле ние да кажеме се што знаеме и сите информации што допират со нас, но можеби ќе се испостави дека не е така. Еве последната вест што се покажа за лажна е дека поранешниот министер Јанакиевски штрајкувал со глад, што не е точно. Ајде да направиме разлика каде се јавуваат контрадикторност. Ако се земе в предвид хронолошки сите случувања. Контрадикторност има само помеѓу институциите и партијата на која што Миле Јанакиевски припаѓа. Затоа што тоа што е направен пропуст не е контрадикторно со она што тој вели дека
доправа ќе треба да се истражува случајот? Да, Чаловски, ако може да забележам, иако може би тоа е прегруба констатација, но пратејќи го целиот случај од почетокот, па еве до денеска и сите информации што стигаат, денеска изјави имаше и премиерот, и Министерката за правда, под чија надлежност е управата за извршување санкции, и Републичкиот јавен обвинител Јовески. Сето тоа мене, може би, пак велам, звучи прегрубо, ме наведува да помислам, секако не тврдам, дека станува збор за, ајде да не ја наречам, медиумска војна. Помеѓу од една страна опозицијата која што упорно се бори, а тоа е веројатно и легитимна цел на секоја политичка партија да предизвика предвремени парламентарни избори, и се разбира власта која не би туку така дала власта. Фотејата се разбира. Да, кога сме тука, предлагам пред да продолжиме еве да ги прокоментираме изјавите кои што беа од властите дадени, сега го спомена и министерката Десковска, па и премиерот Заев. Најпрво да ја слушнеме изјавата која што ја имаме од директорот Котевски, па ќе се вратиме назад со разговорот. Може. Така. Го прифаќам барањето и најавувам дека ќе поднесам неоповликава оставка од позицијата директор на КПУ затвор Скопје. Јас сум одговорен човек, професионалец, посветен на службата. И кога службата ќе потврли, логично е од професионални и морални причини да се поднесе оставка. Од досегашната истрага за случувањата, утврдени се пропусти во постапувањето и непочитување на стандардните безбедности протоколи од службата за обезбедување во затворот Скопје. Затоа презам одговорност. Ја слушнавме изјавата на Котевски, директорот на Шутка. Искра, она што можеби треба да се постави како дилема е како дошло до, односно не како дилема, него оно што треба да се објасни е како дошло до два инцидента поврзани еден со друг, а при тоа има 45 минути нели пауза помеѓу првиот и вториот. Токму за тоа можеби сакав и следно да поразговараме. Во затворите, макар и такви какви што се со сите проблеми и услови во кои што престојуваат притворениците и затворениците во Македонија, сепак постојат правила. Еве, например, едно од оние правила кои што пак велам буди сомнеш дека нешто сепак некој пропуст е направен во затворот, иако не би прејудицирала, е тоа што фактот дека поранешните министри Јанакиевски и Спиро Ристовски не смеат да бидат во ист двор и ниту заедно, ниту да можат да седат, бидејќи се притвореници за предмет што се води за ист предмет. Тие се осомничени од страна на јавното обвинителство за ист предмет и според правилата на Законот за кривична постапка, сите закони што регулираат кривичната материја, тие не смеат да бидат во допир. По никаков контакт, ниту заедно, ниту на ист спрат, ниту во келја, има строги правила како се прави. И да потенцираме само дека без разлика кој колку е крив, односно кој колку е виновен или не, секој притвореник има право на заштита. Да, Македонија е потпишничка на сите европски декларации што се однесува до заштита и начин на кој што се издржува на казни, тоа е неспорно дека секој мора да ужива таа заштита. Бидејќи долго време ја следиш оваа сфера, затоа ова што започна сега всушност е публичко и на гледачите да им објасниме за случувањата во затворите и секако тие нормативи. Само да напоменам дека имаме повеќе гледачи на линија, меѓутоа да оставиме Искра да го објасни фактички овие начини на функционирање, ќе ги замолам гледачите да бидат трпеливи и веднаш ќе ви остапиме вас простор. Во интерес разбира нашите гледачи, веќе бидам куса. Токму за тоа денеска најмногу се интересиравме и баравме одговор од Министерката за правда, Рената Десковска, која да се согласи со премиерот, се извинувам, Зоран Заев, дека сепак некој ќе мора да понесе одговорност во затворот, меѓутоа сепак најави дека ќе се испитаат сите овие елементи за кои што зборувам. Дали поранешните министри, кои што се сега притвореници, биле заедно или не, дали е спочитувано правилото дека по една помината ноќ
во притвор требало да се пуштат на прошетка или не. Дали луѓето што ги нападнале во тоа време требало да бидат исто на прошетка, на исто место со таков вид на притвореници. Сето тоа најави директорот на истражниот затвор до понеделник треба да биде готово, да почекаме кога сето ова ќе се одговори на сите овие прашања, тогаш ќе имаме право и да коментираме и да тврдиме нешто или да речеме да овој одговорен, овој не и така натака. Меѓутоа, еве уште тука завршувам за да им дадеме можност на гледачите, премиерот Заев побара денеска оставка и тоа експлицитно го кажам, бидејќи не дека не ги очекува и тој резултатите од истрагата, меѓутоа во рок од 45 минути се случија два инциденти со двајца притвореници од ист предмет, при тоа поранешни високи функционери, и сето тоа пак велам остава сомнеш дека некој не си ја завршил работата. Така. Ајде да остапиме простор. Добар ден, повелата. Добар ден. Да, повелата во програма сте. Поздрав за ваша емисија. Вината треба да го сноси ВМРО. Зошто сметате така, господине? ВМРО, бидејќи он уште диши ВМРО и по сите институции, по болници, по МВР, по здравство, он уште функционира. Значи, само да го наместил ова работа да бидат нападнати и за да се фрли некоја етикета на СДСМ. Сметате, ако добро ве разбравме, дека станува збор за некоја сценарио, можеби некоја игра? Тоа е намешталка намештена. Добро, во ред. Бидејќи, ќе кажам пример, мене ВМРО ме нападна дома со 10 резервисти полицајци. Само да не му дам глас на ДУИ или на СДСМ. 2002. Значи, ова е чиста намешталка. Во ред, во интерес... Директорот не треба да се суспендира. Само вие знаете. Да ви кажам дека криминални работи прави уште ВМРО. Добро, ви благодариме на мислењето. мислењето. Да, на вистина да отстапиме простори за искра коментар. Дали може би имаме следен гледач на линија, доколку имаме да му отстапиме простор, пак ќе продолжиме со искра разговорот. Имаме? Добар ден. Да, добар ден, повелата. Вака сега, ви предлагам да викнете човек или од министерката или некој директор од затвориве, за да граѓаните директно му постават прашање. Друго сега, што би кажал? Јас одамна ја кажав таа идеја, кој слушнал. Значи, притворот, јас колку што се разбирам као обичен граѓанин, служи за оние луѓе кои што се води истрага, ама за да не побегнат се ставаат во притвор. Не сме човек, тој што е во притвор, било кој да е, машко, женско, не е важно, политичар, обичен граѓанин и така натака. Не може да се става во исти затвор со осудениците. Ја не знам правосудството толку ли се слепци тоа да ги раздвојат тие луѓе. Значи, прво и основно, јас го предложив тоа уште лани на вашава емисија, да постои, да кажеме, домашен притвор за бремени жени и болни луѓе. Додека за сите други, без разлика дали е парајлија, дали е, да кажеме, политичар, да кажеме, тие одземање патна исправа, јавување секоја недела, тоа е лук и вода. Парајлија може да избега кога сакат за пари. Значи, обавезно да постои притвор, но тој притвор да биде посебен затвор изграден или една посебна зграда во хотелски услови, ако треба нека биде. Значи, посебна зграда, посебни хотелски услови за тие што се во притвор. Во ред. То така, уште една реченица. Тие што се во затвор, мора да се направи селекција. Не може криминалец, убица да лежи со некој кој што направил прекршок во сообраќај, не сакајки некој. Токму тоа се најчестите забелешки и реакции на социјалните мрежи што можев да ги забележам. Ви благодарам. Да, ве слушаме, констатираме. Новинарите можете да ја покренете таа човечка идеја. Земете го јавниот правобранител, заедно со него седните. Одржите 5 емисии и ќе им текне на овие во судството и во парламентот да го смена тој закон, да се направи човечки услови. Дозволете само кратко да ве прашам, зошто рековте хотелски услуги?
најблизок и најсакан. Благодарам. Не, во ред, ви благодариме Иван за вашето јавување, не се слушнавме добро. Меѓутоа, да, за волја на вистината, ова што го спомена последното гледачот е, како што реков, нели најчестата реакција и од лаиците, односно секако граѓаните. Овие две дилеми, прашања или теми што ги наметна гледачот, ќе треба исто да се одговорат во извештај што ќе следува понеделник, па претпоставам дека вие си ја знаете најдобра работата, ќе поканите некој кога ќе го имаме официјалниот извештај, да, токму така. Притвореници по правило не смеат да бидат во ист затвор со осуденици, меѓутоа, еве конкретно се зборувам за затворот, за истражниот затвор во Шутка, таму си има дел за притвореници, дел за затвореници. Точно се знае кој, зошто, како, од кој тип на затвореници се таму, кој тип на притвореници. Меѓутоа, тоа е сомнежот. Зошто се случило да бидат заедно, во кое време, дали е испочитувано правило, дали не. Временската дистанца е 45 минути. Затоа велам токму тоа прашањето што го постави нашиот гледач, веројатно ќе знаеме во понеделник, како што најави се уште актуелниот директор, и секако околу затворениците исто тоа треба да се каже. Ние имавме неколку серија написи, имавме и репортажа од затворот од Идризов, имавме интервју со директорот на управата за извршување санкции, каде што ни објасни зошто, барем досега беше така, затвореници, да речеме, осудени за тешки кривични дела, на кои што се досудува казна затвор и до животен затвор, или пак некои што се за условно речено лесни дела, што ги викаме кривични дела, се заедно. Тоа е затоа што досега затворите беа пренатрупани во Македонија, немаше каде. Полека, тоа е се уште рано да се зборува за некои не знам какви услови, меѓутоа полека работава почнува да се менува. Овде се вклопуваат и извештаите од релевантните институции, пред се Европската комисија која изготвува извештај, каде што затворите се постојано предмет на критика дека треба да се подобруваат условите. Да, всушност и од Европската унија денеска имаше доста жестока и децидна реакција во однос последните инциденти осудени се бара одговорност. Според статистичките податоци, еве да кажам, што ги прибиравме додека во овој период кога интензивно се занимававме со прашањата околу затворите, тоа беше пред еден месец, кога серија напис имавме. Според статистиката на управата за извршување санкции, прв пат од осамостојувањето на Македонија, минатата година е забележан пат на бројот на затвореници. Да се разбереме, делумно причината е таква, бидејќи имаше два пати амнестија. Редовно, според закон, се аболицираат луѓе на два пати годишно страна на председателот на државата. Меѓутоа, пак велам, се отвори нов затвор во Куманово. Во затворот во Идризово веќе е готов, предпоставам, барем така беше последната информација што имавме, технички прегледи треба да се извршат за да се пушти и официјално цел еден дел друг за затвореници, така што прв пат велам има намалување. Јас се надевам, дај Боже, криминалот да паѓа, па и да немаме потреба од толку многу капацитети. Имаме уште двајца гледачи на линија, доколку се двајцата ќе им отстапиме простор, па со тоа полека ќе го привршиме овој блок. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Дали сум на линија? На линија сте, ве слушаме во студиото. Само да прашам, мислам да поставам едно прашање. Дали до сега имало исти такви тепачки како сега што било со Милија Накиевски и со Спиро што го нападнале? Поставувате прашањето до нас или го поставувате генерално прашањето? Тоа мислам, затоа што сега се дигна дала бука, мислам, биле нападнати, биле тепани, биле болсувани. Мене ме интересира дали до сега имало такви случаи меѓу другите затвореници. Тоа ме интересира. Да, имало. Медиумите знам дека пишувале за тоа, меѓутоа тоа биле минорни прекршоци, затвореници чии што имиња не се познати во јавноста колку имињата на Милеја Накиевски и Спиро Ристовски, и од тука целиот случај добива таква популарност во јавноста. Да слушнеме вашата поента, господја. Поентата ми беше, мислам, познати имиња од едно друго време, мислам, нема што да разговараме повеќе. Само тоа сакав да знам, дали има некои други претепани, вие рековте, да, се случувале тие работи, меѓутоа сега тоа најнаш се направи една цела серија, може и у епизоди ќе оди. Толку сакав да кажам, благодарам, многу пријатно. Добро, господи, со оглед на чувствителноста на темата, да, се бара одговорност секако.
и Колку што разбрав, ставот Токму е за тоа како што и изборувавме, предходниот гледач дека може би се прави сценарио, меѓутоа нашиот дел да е чист, дека секако Искра спомена, сите го чекаме како и целата јавност, така и ние извештајот. Не сме тука да судиме, но да му отстапиме простор на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелата. Поздрав за емисијата. Благодариме. Знаете што, јас мислам дека најдобро да нема воопшто повеќе вакви емисии јавни, значи за народот, само да не зборам само за вас да го нервирате, него воопшто. Од тоа народот ништо не добива. Само правите, мислам, не вие, него и сите други што ги контактираат овие емисии, правите омраза меѓу македонскиот народ, меѓу себе очите да си ги извадиме кој е крив, кој е прав. Па кој е крив? Само ние македонците ли сме криви? Кај се другите, од другата страна? Кој ја почна оваа работа? Зошто дојдовме до овој степен? Да се ги вадиме очите меѓу себе. Зошто ја изгубивме државата? Само се контактира, само се дискутира во телевизиите, а никој ништо не презема. Ни обвинителството, нити овие големиве што земаат дебели плати, туку само ние коментираме простите луѓе, пошто гледајќи ве, гледаме дека се едно исто се зборува, се едно исто се коментира. Ке ми дозволите вака, во интерес на времето, треба да ја завршиме овој блок од отвореното студио, но морам да искоментирам. Наша општествена одговорност и нашата работа е секако да третираме актуелни теми. Отвараме телефонски линии затоа што можеби еве за разлика од вас, ако ви смета, некој сака нешто да каже на темава и битно е секако да се сподели, да се слушне мислењето на јавноста, а доколку секако не ви одговараат темите кои што ги третираме, па и не мора да бидете дел од нас, со нас. И само да надополнам, господјо, токму со работата на медиумите, јас знам дека вие сте револтирана, бидејќи има и неубави искуства во поглед на третирањето на вакви теми, тоа секако ќе мора да се промени, но должност на еден медиум е да ја отвори оваа тема, а преку отварањето на ваквите теми се доаѓа и до одговорност. Да, и нашата Искра има поента за крај на овој разговор. Да, токму јас го разбирам револтот на граѓаните. Сите го разбираме. И токму во таа насока изборував дека нешто чудно се случува, па дури можеби медиумска војна, но во ред. Она што е битно уште да се каже дека денеска републичкиот јавен обвинител најави дека секако будно го следат настанот, но она што ќе прави обвинителството, определен е надлежен јавен обвинител кој ќе постапува по овој случај, е што ќе биде испитан овој случај, се разбира во целост, но и во делот дали можеби полициските службеници во истражниот затвор во Шутка ја пречекориле својата должност. Имено во специјалното јавно обвинителство после години почна да функционира делот законот за јавно обвинителство во кој што се вели дека тоа беше со политички консензус имено донесен, во кој што се вели дека има посебен оддел кој ќе се занимава со можни кривични дела направени од полициски службеници. Во таа смисла ќе биде и овој случај и од тој аспект испитан. Велам да почекаме, еве каде е понеделник, па тоа ќе може некои конкретни ставови или критики или пофалби да упатуваме. Искра Опечевска, не треба посебно да ти се заблагодариме и ти секако не беше во својство на гостин, чисто анализа. И ете, допревме некои моменти, сите ја чекаме истрагата, така што да, редовно известуваме. Почитувани, за кратко се враќаме повторно во отвореното студио 1 со колегата Дејан Андоновиќ и анализа на светските настани случувања. Рок уживање со најубавите